Драги пријатели, кога што ви ветив дека наскоро ќе ви го пренесам, малку си пошегуваме разговорот со планетите, поточно говорат на планетите на глобалната политичка сцена. Кога што гледате во насловот, симуланката на Путин завршува во Киев. Сакам да ви објаснам што се случува на глобалната политичка сцена. Уште на почетокот реков дека ово не е војна нити Русија против Украина, Русија против Сатина, тоа е Русија против еврејското лоби, кој е во слободен пат. Тоа веднаш кој аналитичар, тоа го и дипломирав на Југословенски суд за новинарство, општи сме група аналитичари, предпоследна генерација бевме. Мене ми беше доволно една ситница, а тоа е изјавата на Володимир Зеленски, кој некој време по потекло, кој започна специјалната војна операција, русите нарекуваат, другите агресија, но тоа е воен конфликт сепак, изјави од Украина ќе правиме голем Израел. Зашто се работи? Значи, во делот на Јужна Украина некојаш постојала Хазарија, Хазари евреи што ги викат, но мислам дека кнезот Јарослав ги победил и ги протерал. Инаку евреите се најголемите непријатели на Русија и од таа причина, ако се сеќавате уште кога почна специјалната војна операција, веднаш беа замрзнати финансиите. Поточно државните резерви на Русија околу 300 милиарди, најмногу има во Белгија околу 200. Знаеме кој владеа со ММФ, тоа е еврејското лоби, Ротшилд. Они владеат и со Америка, се разбереме. Кога велиме американци, не, тоа е со еврејското лоби. Сами Нетањаху, не знам кој е уште еден од премиерите или не знам што е таму во Израел, но се разбира на големите функции, имат изјавувано неколку пати дека Израел има најголема колонија која се вика САД. Деновеќе 3 дена има протести против војната или против Нетањаху, синоќа малку колумнираше во Израел. Инаку, за подсетување, они што не ја знаат историјата, че не може да анализират, јас се сеќавам на професорот, се надам да кажев, но малку верувам, тоа е доктор Зарко Лековиќ, кој беше директор на Институт за новинарство, ни предаваше аналитика. Ни кажуваше, вика, за да бидете добри аналитичари, прво треба да познавате собствената историја, не она која е пишувана, него да истражувате како и глобалната најмалку 500 години назад. Бидејќи секој настан е незавршена работа во историјата. Значи, ви не може да го анализирате конфликтот во Украина, ничи и во Израел, ако не ја познавате добро историјата. Зашто го велам ово? Значи, Украина не е случајно конфликтот во Украина, тоа е историски незавршена работа и секој се обидувало преку Украина. Значи, првиот тоа бит преку Украина, кој финансира Рокфелер, Ротшилд, тоа е Наполеон Бонапарта, и тогаш цела Западна Европа оди не само Наполеон Бонапарта, во негови 4 имало, во неговата војска имало англичани и други, и германци, на тогашна Руската империја преку Украина. Тоа го прави Хитлер, исто финансиран од Ротшилд, исто преку Украина, но многу пати вика да трета мајка, ама Путин вели нема сега да има трета мајка, и затоа секојаш беше еден чекор пред време. И ја во многу мој анализи укажав дека 2014, мислам беше, кој се случи Мајданот, во Украина, дека мислам дека САД го режирале, да, али тука кумува Ангела Меркел и Владимир Владимирович Путин. Затоа еден еден чекор секојаш пред нив, он го знаеше тоа и се подготвуваше да го припади. Од тие причини,
Ангела Меркел, еден од браќата, мислам дека Владимир Кличков, го прати во Украина за Мајденот, бидејќи во било која земја, и да се крене на народ, треба некоја позната личност. А интересна работа која се опрашања браќата Кличков, ни еден нема од нив војувано под знамето на Украина. Значи, и двајцата браќа што ги освоја сите титули во боксот, имат војувано под знамето на Германија. Значи, они беа луѓе на Ангела Меркел. А Ангела Меркел и Владимир Путин се знаат уште од Дрезден, кога тој беше раководител во Дрезден. Има некои новинарски информации, не знам кои се точки, нема дека има чак и емотивна врска. Но не би сакал така да зборувам. Еднакво кој се работи за Дрезден, многу пати ви напомена, но не можам да тврдам 100%. Ево, 1987 година одев автостop за Шведска преку Дрезден. Писам преку, Унгарија, Источна Германија, Чешка, Чекословачка тогаш. И во Дрезден, 90% сигурно, ако би го питал Путин енергетски би се убило дали, но мислам дека има средба, е дикна, но не сакам да кажам како што. Ово близина бе, до 3 метра 5 така. Он си беше на својата задача, ја на мојата. Да се пошуваме од се. Значи, сека да докажам, значи, Украина, ја уште на почетокот, кога почна војниот конфликт, че он почна на 24 февруари 2022, веднаш на 25 на мојата веб страница, објавив дека Украина ќе ги распадне НАТО и ЕУ. То го гледаме се случува. Путин што прави во Украина? Он можеше да заврши работа многу брзо. Он знаеше дека ќе пропада договорот во Турција и затоа пушти, да кажеме, јадица, се намамија, и он намерно да го улекува. Значи, првата работа која беше демилитаризација на Украина. Значи, Украина не сме да има војна војска, па ви гледате, они веќе 3 војски потрошија. Само за илустрација, во моментот во украинската војска се има чак 67.000 жени, од кои 19 се во администрацијата, а останите нормално на фронт, а чак има 5.000 украинки во првите борбени редови. Што значи тоа? Се смее вака толку прочитал, викам веројатно затоа Путин, поточно неговата руските војници полека напредуваат. Во еден период имаше еден текст, не се сеќавам кој го иде, наводно заробените украинки, руските војници ги силувале. Ја мислам дека повеќе им служат како сирени на морналите, да ја забавуват, се шегувам. Значи, на Путин не му беше, да, важна му демилитаризација НАТО, веќе таму нацизму се има тука, значи, конфликтот не треба од сега, тоа веќе од 2014 инаку Украина, да се разбере, никош не била држава до 19 година, до Октомвриската револуција, која предводи исто евреин, тоа е Ленин. Он е и британски шпион, доаѓа преку Германија со блиндиран воз. Прво е пробана со февруарската неуспешна и доаѓа до октомвриската. Значи, Русија не изгубила ни една војна, да се разбере. Она првата светска војна не ја губи, него излегува од неа и започва, Октомвриската револуција. Во самото политбюро на Октомвриската револуција, мислам некаде по 80% биле евреи, но биле скоро 90% евреи. И самиот Сталин, супругата му еврејка, некој има и нешто грузинско потекло, него и евреј го школувал. Неговата супруга која еврејка починува по необјасните околности.
Но да се вратим на моменталната ситуация. Значи, полека, а Русија не брзат многу, значи он ги крцка, на него му е битно да не остане, ако завршија, например, за 2 месеца војната, кој што можеа, ќе останеа партизански единици и ќе се влечеа со години, вака се чисти, буквално. Он во не само украинската војна чисти и НАТО, таму имаше и НАТО војници, и француски инструктори и се. Значи, ова е и пораз на НАТО, умеѓу време се расипа и се потна Израел. Ја реков дека израелците не се нешто против евреите, ќе било против колко народ. Ако не се ослободат на време на Нетањаху, ќе изгубат државата, а не е случајно годинама да изгубат. Они направија голем геноцид, значи во светот беа жалени поради Холокаустот, кој беше малку надува, но постоеше. А сега ќе и паднат како најголеми сатанисти. Да не забравяме, во САД само има споменик на ѓаволот или на сатаната. Они владеат со САД, еврејското лоби. Така да не чуди. Инаку ова симулантка Путин што ја прави, не е случајно, ова е подготвувано долго време. Значи, подготвувано од самото негова доаѓање. Особено 2014 забрзана, а голем напредок доаѓаат со 2014 со ракетата Калибар, која е лансирана во Сирија, која влегуват нормално, лансирана од Каспиското море, тоа е 500 км, а имала прецизност 5 до 8 км. Толку некој да те гаја околу од Аустрија доскоре. Сакам да кажам дека ова е симулантка на Путин против англосакскиот или западниот свет. За жал, малите држави вазали се поголеми папи од папите. Ова ќе заврши, инаку што рече Медведчук, ќе ни светот без Русија. Русија треба да си голем дегенерик, да почнеш војна или да воведуваш санкција на Русија. Зошто? Русија поседува 2/3 скоро од светските природни ресурси. Пардон? Самиот Сибирија е поголем од цела Европа. Па гледајте. Значи, ако поента на крај ќе ви кажем како ќе заврши. Украина целосно ќе биде припоена кон Русија, но етапно, значи прво почнаа со овие области Донецк, Луганск, значи Донбас, Херсонска област, Запорожје, полека Харковско, Николаев, тоа се се руски гради, да се разбереме. Русија, многу пати кажа, никогаш не започнала од Москва, него од Киев. И Киев многу мина Руси, емотивно го чувствува како татко на руските гради. Инаку во Русија во историјата имала и две престолнини. Тоа е Санкт Петербург, каде е роден и самиот Владимир Владимирович Путин, и Москва. Во Санкт Петербург, поради крстоносните војни, се повлечени. Инаку ова е како нарече, ова е последната крстоносна војна што православието го води со католиците и поточно со евреите, они ги финансира. Од мои новинарски извори, а веројатно ка се точни, например, еврејското лоби, знаете кај чува парите? Или во Ватиканската банка. Не случајно Ватикан е држава во Италија. Значи, им препорачувам нашите политичари, кои ги постуваат, други се гледа. Значи, не постои вечен љубов, постои само вечен интерес. Значи, за се висока политичка функција, треба да познаваш глобалната политика, каде да го водиш, каде да сватиш државата. Во моментот, англосакскиот и западниот свет представува само 15% во светот, дека БРИКС е некаде околу 55%. Зошто? Во БРИКС се земјите со најголемо население и најголеми економии, Индија полека
ја минува Кина, тука Индија, Кина, Бразил, тука е Јужноафриканската република. Тоа е пазар кај што не мора да плаќаш да бидеш членка. Аргентина се приклучија па се откажаа. Значи, дојде и до деоларизација многу работи. Значи, тоа за друга прика ќе остава. Пред да се интересен период и самите американци не можеш го зборе. А Путин до крајот на септември ќе заврши работа. Тој ќе влие и врз американските избори. Они подхитно ќе мора да запати помош и во Русија и во Израел, бидејќи има тamo над 36.000, може би званичен број повеќе, геноцид што е направено од израелска страна. Тоа е држава, евреите беа жали на целиот свет, освен пред Холокаустот, сега ќе станат најзамрзана нација, како што Америка, што е волат они, што беше најпосекувана земја, полека станува најомразена земја. Значи, треба да се престројат војнички кажано. Драги прати, толку за симулантката на Путин. Поконе маја не сум по шахот. Мислам, тоа е интелектуална игра, но не прави тоа. Ја повеќе по спортот бев. Добро, играш и шах, ама не толку сериозно. Но, да няма се глупости. Мислам, во овој смисол за игри. Значи, ви посакав убав ден. Создателот напред. Македонија пред се, после партии се. Значи, не зборам само за македонците што живеат во Македонија, што и ова, а наскоро ќе се обединат, бидете сигурни. Пријателот што е зад мене, тоа е Македонија за мене, зашто? Многу мина од вас можеби не знаат дека Александар Македонски не отишол само да иде, таку да урал во 7 век. Има во Московската библиотека книга каде московјаните се нарекувале потомци на Александар Македонски. Тоа го прави Џорџ Гордон Бајрон, познатиот шкотски поет, кој вели, јас сум гор што сум потомок на Александар Македонски. Кој се шкотите, ушово ќе го кажам, во прашање, а на старомакедонски ги викале скити, народ што лут. Значи, само шкотите и македонците и носат сукњи, и над сукњите имат долга кошула, само кај, нормално кај шкотите кои изразената сукња и гајдите. Драги пријатели, посак убав ден. И, кој што рекоме, со создателот напред, а ќе гледаме симулантката која ќе заврши оваа година, особено крајот на годината, кога истекува договорот за газ Европа што го добива од Русија преку Украина, до тогаш и Харков ќе биде во руски раци, а тамо се вентилите. Поздрав и